Овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Вие сте на Телма, а ние сме во хотел Лимак. Знаеме дека февруари е месец на парење на мачките, па таа тема ќе ја обработиме без мачки, но со љубовни сигнали. И ќе ја споредиме старата школа со новото дигитално време. Старата школа ќе рече: у мое време се знаеше, мажите се мажи, жените се жени. Ова денеска се ненормално. Нит се мажите мажи, нит се жените жени. Мажите поналицкани и подотерани од жените. Уште и чекаат тие да ги стартуваат. А жените машкуданки демек се можат сами и на крајот викаат нема мажи. Епа има мажи и еве ги во емисија. Овде тато ако има, главен му е синот. Џабе пари ако во душа си клошар. Велат неговите стихови. Поранешен полицаец, сегашен хип-хоп артист. Рапер Христијан Тасковски Таско. Статус зафатен. Се држи ли тој до старото правило, дека хуморот како средство за освојување на жените никогаш нема да излезе од мода? Ќе го прашам стендап комичарот и актер Бојан Велевски. Зафатен. Дечко кој секоја мајка би го посакала за зет. Тој го следи новиот тренд на мажи кои одлично изгледаат, се хранат здраво, вежбаат, готват, знаат да подават и совети. Инфлуенсер, модел и фитнес ентузијаст. Стефан Спирковски. Статус слободен. Мажите се глупи, купуваат часовници, купуваат коли, може да ја легне, но нема да ја има. Ако сакаш да ја има жената, допри и во мозокот. Ова е неговата изјава. Тој е припадник на старата школа. Јанко Јадибурек Илковски. Статус зафатен. Добре дојдов. Добре те најдов, Пала ти што ме покани. Здраво, момци. Здраво на сите. Вистинска чест што сме заедно тука. Двајца капетани у авионот, се надевам дека добро ќе летаме. Ама јас сум логореичен. Се надевам дека ќе ме успееш да ме затнеш малце за да они имаат простор. Стара школа, нова школа. Добре дојдовте во нешто конкретно. Јас сум водителката, не он. Добро. Момци, задоволни од најавата, да не сгрешив нешто во статусот. Зафатен? Женет. Нормално, да. Така, Таско? Зафатен жен. Добро. Јанко? Ја. Не прашај. Добро. Какво трик прашање. Стефан е зафатен? Па не се сите зафатени, ја не сум зафатен. Добро е. Мора еден да има тука да дебатира. Добро. Од таа гледна точка. Сакам да го поставам прашањето, кој од овие тројца би бил најголем фраер ако е твоето време? Вака кога ги гледаш. Мое време? Да. Да ти кажам, во мое време најголем фраер ќе биде оној што најдобро збори. Значи, А да не алудираш на некого? Не на мене. Јас зборам многу, ама не зборам добро. Значи, секоја жена ќе ви рече, момци, ќе ви рече, колку и да имате пари, ќе се лепат на пари, ќе се лепат на се што ќе заработите, ќе се лепат на сикспек. Али едино, така некои жени ќе можете да ги освоите. Секоја жена можеш да ја освоиш ако и го погодиш муабетот. Сега највулгарно ви го кажам. Бидејќи нема најголемата ерогена зона е мозокот. Ако ти знаеш да ја направиш муабет, ако ти ја хипнотизираш, ако ти и кажеш Слушај, Стефане, тоа само што ти си треба, слободен. а они имаат, пази, они па имаат у биос, знаат дали лажеш или дали се фолираш. Ти можеш смешка Некој да ќе ги изместиш. прелажеш. Али можам песна да дефинитивно ја пишам. на муабет можете да ги шармирате. Он може виц да ја каже, ја можам песна да ја пишам. Слушај, хуморот. Ти можеш статија да ја извадиш. Ја можам да ја забавljam другарка и додека он ја Тоа е Стефане, чекај. Тоа е добар вингмен. Цел живот така, ќе дојде, моето е, некој лепо там ваков има другар, ќе и се, Снеже ќе ја види, ќе иде ќе, и сега другарка и на Снеже, некоја таму, и ја Што прешме е добро, 3 сати додека овие нешто Мене ме праќа аудио. Значи, чекај се. Моето прашање беше, кој од овие четворицава ќе биде најголем фраер во твоето време? Значи, сакам да кажам оној што Значи, најубаво
говори со жената. Во однос на тоа што го знаеш, ти би бил најголем фраер. Не. Добро. Ја така заклучив. Добро. Океј. Значи по годините 29, 27, 35, ја имам 40, ти имаш колку години? 60. 60. Значи ја и ти ќе бидеме чичкото и тетката во емисијата? Може? Ги подели улогите, Готово. чичката и тетката. Договорено? Go for this shit, што би рекол. Ајде сега брзите прашања, иако размрдавме. Значи вака, дали некогаш сте биле на мрежи за запознавање, на пример Тиндер? Одговарате со да или не? Не. Не. Да. Не. Иако има некој лажен профил со мои слики, го имаат праќано баш на Инстаграм. Вади се, И добро. Иван е потпиша. Добро, добро. Добро, и ја исто, и не лажем профил. И на п***ат ми е лажен профил. Да го фатам, ќе го искубам. Добро. Дали некогаш сте прибегнале кон бабини деветини за да привлечете љубов од типот хороскоп, кафе, врзување на конец, идење во црква, облекување мајци, не знам што све не. Си прибегнал некогаш кон такви? Мислам не. Мислиш ли? Абе не ти гледале на кафе, не ме зафркаеш, а не ти гледале на Гледале кафе, на а што е кафе? желба тука данг. Признај, признај. Порано, не знам, сега не ми те 100%. Кажи, 100%. Да. Да, на кафе ти гледа. Дали ти ја видоа сопругата на кафе? Па не види, ја кога ќе ми каже, јас си наоѓав која ја гледаат таму. Јас сам си ја правев, според буквата што ќе ја каже, таа си ја бирам. Значи, добро, ти си и прибегнал. ова ме blast from the past, стварно беше ова секојдневен спорт. Вредно, побегни од часови, иди негде ка кафе, стискај желба и кажувај она И мантрање. буквата кога ќе ти ја Имаше- кажат, обавезно има некоја личност таква. Значи мора да Имаше има вистина, таква ти личност. погодиле тебе на Не, кафе? Бог да чува, него, ја имав друга магија користев. Кажи која. Да. Например, гледав да останам насамо да неја, збориш, гледаш, не можеш да допреш и на крај паѓаш на колена и почнеш да плачеш. Задње више немаш што да изгубиш. применувал молитва. Не, више. И така. Ајде, Бојан, ти не си прибегнувал? Не, кафето само порано, као Кафето, деца, тоа не. У хороскоп не веруваш? Не, хороскопот има многу вистина у тоа кој знак со кој се одговара, али не сум се водел по тоа. Да. Комичар си? Да. Така не е расплаче. Го гледаш ли шопре? Знаеш шопре? Шопре. Знаеш како? Само Материјал собере. Ти ништо гледаш, не кажеш. Обсервација прво. И сега следниот стендап ќе му видиш 5 милиона гледања и кој ќе не удри сите вака. Име и презиме. Прва обсервација. Да. Одам Како вас понатаму. лептоп исто. Колку корпи сте добиле во животот? Ако се повеќе од 3, кренете рака. Стефане. Што ти е бе, баскетбол? Леле, и ти Таско повеќе од 3? Зашто не? Мислам, Лаже, машко ако не приде и ако не добие корпа, мислам дека нема што да изгуби на крајот од денот. Види, како машко мора да го прифатиш фактот дека кад-тад ќе добиеш корпа. А ако сакаш да имаш девојка и ако си упорен, значи можеби ќе ја добиеш и после корпата, меѓутоа се 3 корпи, се рачуна. И да ја добиеш корпата и после тоа кога ја добиеш незе корпата си останува. Аха, ти значи поише од... Чекај, само дечко нека на рака, брат, ти што сте Што си проблемот брат, кажи? бе ти стварно? Не, нешто не мора има проблем тука некој. Нешто не ми е, нешто... Благодарам колега. Изволте. Да, подели дечко, ајде објасни се, молим те. Кажи. Што да ви кажам? Напиши книга, брат, како да не добиеш корпа, нешто не знам. Како да не Нешто добиеш направи корпа, баш бизнес, не Стефан. само да се Или сликаш. напиши книга, или раскопче ако шувата и да има гледаност емисија. Се што да ти кажам? Само се сликаат, напиши книга, брат. Ќе ви кажам приватно. Не си добил повеќе од 3 корпи? По сега моментов не памтам стварно. Добро. Дали си земал девојка на твој другар или тебе ти земале? Ајде, дечко, ти што не си добил корпа. Па не. Не? Не ќам таква ствари, да. Ама не ти земал никој девојка? Па другар мој, колку што знам, не. А не ја на некој близок другар зборам. Ти кај... Не го разбрав Непознаник. Значи, дали некогаш твој другар ти земал девојка? Тоа беше омилен според Србијата. Ја за поинаку не знаме, брат. Фатиш девојка и ја криеш од сите, брато, ти кој ќе ги видиш. Иш, бре, готово, крај. Тебе ти земале? Како не? Да. Да.
Добро. Ja, И не како си сум- реагирал? Види, убавината е секогаш убавите девојки имаат грди другарки. Аха. И тие се секогаш раме за утех. Не, се шегувам, не е така, ама знаеш она кога ги обзервираш работите, тоа е неверојатен пинг-понг на не знаеш како ќе заврши. Најубавата со најгрдиот со најубавата и не знаеш што ќе ги спои. Зависи добро, кај, се зависи уште- кај гледа убавината, тоа е Так. мовето, зависи кај Тоа гледа е клик убавината. у глава, бе, човек. Како Толку тоа е. кликне, крај на Крај. морет, не. Реално. А се уште остануваш другар со тој што ти ја земал девојката? Види, јас сум 60 години сега, знаеш како би требало да уклучам центри на мозокот и хард дискови кои одамна не биле запалени. Дали сум остал? Не, види, no hard feelings. Може би во моментот на нарушена суета, нешто и така натаму, ама поминало време, кои ги се забораваат тие работи. Ова е многу убава емисија, ама ти фала тинејџери за муабет. Така ли? Добро. Па еве тинејџер, 27 години, тинејџер е. Колку споредба со мене и со 27, тебе. Не. Далеку од тинеџерски сум ја. Јас? Да. 35. 35? 29. Ти реков, тоа е тоа. Добро, Таско, ајде. Тебе ти се случило? не. Ти да земеш или да ти Никогаш, земат? ни на другар, ни на познаник, ни они да ми земат. Мислам, за они да ми земат, ја колку што знам, не. Меѓутоа ја, што знам, верувам у принципот да не правам тоа што не кеш да ти го прават и обратно, вајс верса, така да верувам у карма и не сакам да им го правам тоа на луѓе. Па поготово и на девојки ако се зафатени или не зафатени, па сега да им се тупнам ја у животот од нигде И никаде. тоа е убаво, нели? Морален компас да имаш. Но да знаеш дека светот, литературата, целиот свет, знаеш какви примери има. Љубовта која ќе те пукне, брат, не гледаш ти што е и која. Ако кликне, брат, морал и етика, тоа све паѓа. Па ќе кажам, јас не знам, така се водам по некои такви ствари, да не бидам јас кривицата за причина на развод и разделување на други луѓе, затоа што верувам во карма, па ќе ти кажам, и се надевам дека и мислам и знам дека некојаш понатаму животот ќе мудри мене негде. Добро. И затоа не сакам да го правам, тоа и Бојан? тоа е тоа. Што Тоа е возиш? моето мислење. Ова? Што возиш? Джип. Значи, може да те удри джип, сакаш да му кажеш. Да. Ако ми се рчкаш, Добро. Да разјасниме, окей? Тебе Бојан ти се случило? Кај мене си има десено да бидеме у различно време со иста, повеќе пати. Со еден другар, така се погоди. Иста девојка у различно време. Као Не ти у 3, он у 4. Не као, например, да речеме прво јас сум со неа некое време, па така Сијам па така, после сијам. он. Ама не, тоа се Од другар си е шалкате. Па, Меѓу не. вас да си остане. Не, нема врска тоа. Например, ја и она завршуваме, поминува време, па некако они двајца се запознаваат. Па после пати Иван. Со два пати си има десено тоа. Рандом, јас се запознам, пример, у Прилеп, се дешаваат ствари, поминуваат 5-6 месеца, Тоа е они се нормално? запознаваат у Штип и така. Еве го види го се држи за глава. Јако не ми се нормално држам е за тоа, глава. а? Знаеш што, многу е нормална работа кога си тинејџер експериментираш. Па не, не си ги знаеш. Ама не бил не тинејџер. зрели емоциите. И сега Ама мали не поврзани друштва се сме. тие моменти, тие настани. Значи, не поврзано е тоа. Не Само ја и он знаете? сме... Не, он знаел дека сме биле ние заедно. Пример, кратко време, неколку месеци. Разбираш? Небитно, мислам, нема тука hard feelings. Дали некогаш сте биле дрски и безобразни кон девојка и зошто? Стефане, Посигурно. зошто? Па највише мислам поради непочитување, например. Она Тоа не те онака почитува. што да, највише би ми сметало. И си бил дрзак и безобразен. Па веро, И како и се обраќаш? со повишен тон. Добро, а во однос на зборовите? Па не гледам да се На ниво. на ниво, да. Добро. Таско, ти си Исто, бил? исто. Кои се зборовите ако треба да ги Исто буквално он тоа што го кажа, само да ги например, одрапуваш ако треба? Не можам. Не можеш, а? Не можам, не. Не се шалам. Муабетот ми е дека и кога сум бил и држок и безобразен, тоа било со причина затоа што стварно имам многу долг фит и прак на толеранција на човек, за да мене ми изваиш од так, треба стварно да не знам до каде да ме турнеш, за да почнам јас да се однесувам дрско и безобразно према тебе. Така да сум бил, да, ама муабетот е со повишен тон. Рака, никогаш не сум кренал, па таму камоли да дам предам и да зборчиња? отерам. Не, Никакви зборчиња, само така погласно. да. Добро. Се намршти Бојан, не зошто? Оф, јас немам дугачок фител, брат. И на краткото, на кратко си брзо. Професионална Кажи. деформација ми е тоа од настапите ми е професионална деформација у Добро. приватен живот, у смисла јас сум многу културен, многу фин, јас
со другар еден одиме у еден од скопски кафичка што сме стално Девар мал. И он вика, брат, ке ти смета ли да одиме вика на таа маса таму, вика со девојката се сретнавме пред веце, разговаравме, не покани кај нив на маса. Пошто знае се, вика жените не ти е проблем. Не ми е проблем, викам, што јас што не што ако сум женет што? Сам не знам да разговарам. Идеме на масава. 3 девојки, едната седи тука, не ме гледа, они две здраво, доаѓаме до тука и сега јас да се поздравам мислам, значи, добро вечер, јас сум културно. Јас сум Бојан, драго ми е. Испиеме по една пијачка, викам, значи он кажува што е, он им кажува дека ќе дојдеме, јас се вртам да се поздравам со таа до мене тука. А таа до мене гледа у телефонот нешто и ми ја гледа само раката, разбираш? И гледа вака у телефонот и вака као не ни гледа кој е тука, значи може примерно дечко што не добил корпи у животот. Значи она не гледа кој е, сваќаш? И она као као некој рептосаурус ми ја дава раката, разбираш, као он не знаеш као некој рептосаурус, што вака ми ја дава раката. И као ме гледа као нешто на криво, разбираш? А викам, ама ти мислиш дека сме за тебе, дојде не бе злато, викам да толку јаме укус. Не заебаваме. Слушај, линија ти ја сече некоја толку. Спуштање, Јанко. А иначе она беше најубава од трите. Вау, Јанко, како вие сте спуштале на девојки или Ама како тоа е било стварно. дрски безобразен? Заслужено и беше. Добро. Немој нашето време, мислам, знаеш како, ние бевме импровизатори големи. Знаеш, не може да се каже дека у Македонија, у Скопје имало стара школа, имало интуитивна школа, правиш како најдобро мислиш и што треба да направиш. А тоа значи такви понижувања. Ние се прибрани момци, ја сигурно да они се избрукале, ке имаше на YouTube, но ние какви глупости сме правени. Не една глупост кажи. Така, ама Овие имаат репер. Овие растеле у време кога знаат како е, што е морал, етика, како е, што е личност да ја задржи. Они се подобри луѓе од што ние. Ние, таа приказна, ние стара школа, Бечка, знаеш каде? У Беч. Не у Скопје. Добро, тоа значи дека- Скопје е село, бре, немој, ние сме се довикувале ко стадо. Кој прв овчар до првата овца, негова е. Ако овцата многу пред, ај, земја ти, не знам како да ти кажам ово. Мајко мила, да продолжувам ли да прашувам Па сега што да ти кажам? како сте понижувале девојки? Дај Како реклами. ние сме се понижувале за девојки, а не како сме ги понижувале. Што ти е тебе? Добро. Ајде сега вака, за да видам дали се смениле вкусовите во старо време или во поново време, односно како се менуваа со годините, затоа што генерално, нели, со 35, со 27, со 45 се менуваат, нели, перцепцијата и вкусовите. Јас ќе ви поделам тука некои карактеристики на девојки, вие ќе ми ја одберете, па потоа ќе ми кажете каква девојка вие бирате. Слушај, емисијава ми е, знаеш како, у 7-8 оделение, споменари кога пишува, и кога ќе ни ги испратеа Даjem ги овие, на сите. и ги пополнувавме Ете сите, и после така. го читавме кој што помага. Абе, гледаш ли во какво убаво време те враќам, бе, Јанко? Детенце, ама на Знам, сите дај знам. натаму. Се сеќавам, у мое време овде диносауруси трча, Оде намо. Дај, Станече, подели дај ми. натаму, И на другиот. Уште едно. Значи, сега прочитајте си и значи да ми кажете каква девојка бирате. Јас само заради гледачите ќе прочитам, види го. Јанко, бе, па како си одбрал во твое време? човече. Па ми ја Абе, саботира 7 оделение, еј, ме врати. Абе, ќе ти дојдам Баш у спомена. емисија, бе, ќе видиш. А ти ќе дојдеш у Ќе ти емисија. дојдам у емисија и ја ќе ти зборам у емисија. Ама Видиш како не е како кај тебе мяу мяу, кај мене е аф. Нема проблем. И бурек ќе зајадам, да видиш. Ајде, значи, А мора да бираме. Мора да бираме. па мора да или тоа или тоа. Ај бојкот и удриме, бе, не одговарам. Ај бојкот. Ето. Ај, не одговараме. Ај си почнеме муаве. И сега Што кола слушај, возиш, бе, дај нешто на старо да купам, да ми треба втора кола. Модел имам 98, ако ти треба. Плин бензин. Не пали тоа, ама добро, ќе ти го... не. И после немало мужи у држава. Есте зашто нема? Затоа нема? што не сакате да не сослушате, нели рече? Реално. Треба муабет да се прави со жената. Што ме бојкотирате сега? Така е. Значи што Да бираш, чекаме, ајде. деколте или минич? Па, Стефан? деколте, нека. Добро. А што бираш, Јанко, деколте или минич? Мини деколте. Таско, деколте или минич? Деколте. Деколте? Минич. Добро. Да има убави очи или да има заносна насмевка? Ова е баш тешко да ти кажам.
Ова цело време мислиш што да одговор. Стави ги бе двете, зашто да те условува? Не може или. Ја ги стави, првото го стави двете. Ај нека бидат убави очи. Убави очи, добро? И двете. Не може. Ти ќе ми кажеш. Трампам Абе, две очи не за сите може. заби. Трампам две очи за сите заби. Само нека се насме сите заби, а ги има. Ништо друго не би треба. Две очи за сите заби. Насмевка. Добро. Добар. Насмевка, добро. 12 points. Ајде. Очи. Очи да има, добро. Значи може и без заби. Полни устни или нежни дланки? Па, нежни дланки. Дланки нежни? Ја одбивам да бирам. Ова се раб... Да. Апсолутно, ја не гледам што треба овде. Абе, па не може Ој се. ненормален ќе полни устни нежни дланки. Да не објаснувам зошто треба и полни устни и нежни дланки. Треба ли да објаснувам овдека сега зошто? Што ако се нежни дланки да жилет? Или полна уста, а дланка на Шмиргла. шмиргла? Па реално Абе, не може да има се жена, да. Како не може да има? Ке си ги напуни устите. Тоа е. Значи, одбери си, слушай ме, Јанко, по ново време, одбери си ја таа со нежни раце, одбери си. ке си ги напуни устите, разбираш ли? Ајде, Таско. Нежни дланки, нежни дланки. Па знам, ке си ги напуни Нежни устите, дланки. знаеш. дланки. Да, дланки, готово. Сега, долги нозе или затегнат задник? Ова е моментот. Затегнат задник. Ова е трик. Дефинитивно. Ова е трик. Не, пошто јас сум метро кебапче, ја ќе бирам затегнат задник. Не можам со долги нозе муте, па не можам една нога да бидам. Не, па. Добро. Ова е многу битно. Да биде паметна или да биде убава? Јанко, ти прв одговараш. Паметна. Тука е све. Овде е све. Целиот ерот. Значи, момци, повторете паметна. Паметна реално. Сега и више овие години што да бираме. Паметна мора да е. Штикла или патика? Штикла. Тикла, Па патика ја ви кажам. Јас сум по патика, да. Јас сум по патика. Висината. Со облини или манекенски тип? Со облин. Манекински тип би. манекенски облини. Манекенски тип. Да биде богата или амбициозна? Амбициозна до богатството заедно ќе стигнеме. Ми се допаѓа. Таско? Да, исто тоа. И многу убаво го кажа, сериозно добро го кажа. Прески го мислам, брат. Сериозно добро го кажа. Богат или Не, амбициозна? амбициозна, а која ќе биде и богата. Добро, ти? Во Амбициозно твое време бира... Не, да ми одговори се, а во твое време, кој од Богат девојките беа на поголема цена? Тие што се богати или тие што беа амбициозни? Моето време беше многу мизерно. Немавме представа за богатство, немавме представа за тие работи и беше дај што ќе дадеш. Денеска маж или жена може да биде слободен и до 30, 40, 45 година и добро да се помине, и да експериментира, и да бара. У мое време, жена до крај на факултет, ако не се омажи, Така. готова е. Она Да, е така. за никаде. Она е отпад. Мислам, сама се... И нема каде, не може да функционира. Друго време е тоа, да, реално. Денешното време е многу по, како да кажам, по-добро, по-софистицирано за жената да проба, да експериментира, да учи, да направи нешто, а сепак да може и да се врати во семејство. Денеска жените живеат во подобро време него што живееа некогаш. Добро. Момци? И момциве се Реално, бољи да. него ние што бевме, тоа да знаеш. Така. Не верувам, ја мислам. Не веруваш дека се подобри мажите како... или жените не се? Не, мажите. Сега него порано. Не се подобри. Да, според мене. Зошто? Па зашто некако се измешаа сите вредности, мислам, и ова ново време што го нуди. А што ти смета конкретно? Па, Вака меѓу двајца водителите ставија, брат, ние да си одиме, те скина. Сега го. Ајде, напиши сега, пишуваш книгата ти уствари. Напиши ја сега. Дај, ке почне да добива Да, користи. да. израснав со дедо ми и од тоа што сум го слушал во тоа време што ми кажувал, дека мислам дека многу подруги биле мажите. И дека многу повеќе имало и другарство и сите тие ствари. Сега, ова јас ќе ја прочитам само мојава констатација, па ќе се надоврземе, ќе дојдеме до овие другиве карактеристики. Значи, вика вака, денешниве мажи не се мажи затоа што криејќи се зад тастатурата, глумат мачомени, нели, не знам, коли, авиони, камиони, а во реалноста се издишани балони. Ова на твојата рима идам, да. Добро. А денешниве девојки не се девојки затоа што се кријат генерално зад филтрите
и не знаат ништо друго освен да се сликаат и да бираат лајкови, алудирајќи на тоа дека не се добри за ништо друго освен само за ето. И па токму е тоа Ајде. што ја го мислам, што порано за да се запознаеле, скачале на корзо, се гледале, се дружеле, а сега е све виртуелно, све е напишување и некако Да не знаеш заради колку е тоа реално нема тоа што вредност, го гледаш мислам, во момент. Да. Види, јас новата генерација не ја судам, од проста причина што мислам дека како се зголемува тој, јас су години наназад како идеме, јас имам 35, вие сега што има 22, 25, ги сметам за една нова генерација, нели? Не ги судам од проста причина што како ќе ги идеш наназад со годините и тој генерацијски јас се зголемува со се поостар суд се соочуваат младиве. Мислам дека секоја генерација треба да си постави едно прашање пред да осуди некоја Добро. генерација. Тоа е како ние би се понашале у тоа време, ново време, кога би пораснале со телефон у рака. Дали би се понашале исто или различно? Ја мислам дека не би се понашале баш многу различно. Биве ја и Стефан еве да земам за пример, па ја и Стефан сме на пример генерација што немала телефон у рака и што имала телефон у рака. Истата што генерација растала. сме, да. Да. И ние можеме најбоље да направиме таа разлика. Тинеџерски години генерално кога сме биле, значи и немало социјални мрежи патем кога сме растали, Ето веќе кога така, сме да. почнувале дошле тие социјални Да, мрежи, да. тука сме имали. Ама не ги судам Буквално зашто они се сме биле родени. секој ден на улица, сме играле, сме се дружеле. Да, ама измега Сега си, тоа е после више доаѓа се- време каде што доаѓаш ти на Ти се согласува со сајберна- констатацијата дека денешниве мажи се помалку мажи во однос Не, на се тоа? согласувам. Се Се согласувам, да, согласуваш? се согласувам, да, тоа Се што согласувам. Ама вие ја. сте на новото време, тогаш значи јас дека и сум за на вас новото важи време. оваа констатација? Не. Зошто? Јас мислам дека за тие што се на пример како да ти го кажам сега, баш задоени родени со телефонот у раце деца. Генерација на пример сега да не ги навредам, не сакам меѓутоа 19, 20, тука негде што се 21, тоа се деца стварно на новото време. Разбираш, што чуне 2000 година дете денеска има 23 години. И нема комуникација уживо, знаеш, он иде по линија на помал отпор. Зошто додам сега ја у кафичото да и се ставам сега на Снеже, кој ќе ме гледаат 4 другарки, може ќе ме исмеат сите 4, 3 маси ме гледаат од страна. И помалку се храбри, сакаш да И кажеш линија на денешниве помалот, мажи. ама тоа е за нив, види, тоа за таа генерација е нормално, својствено и секојдневно. За нас не е нормално, својствено и секојдневно. Како одиш на кај Јанко генерацијата, тоа станува се помалку својствено, нормално и секојдневно. Ајде, Тоа е Јанко, нормално, твојот коментар, ама бевте- не треба да ги судиме, јас сепак како мислам Бевте ли така вие нека си живеат. похрабри да настапувате? Не, го по мене ја исчешуваме само поентата. Добро, ајде. Ние збориме за љубов. Додека дојдеме до онаа љубов, кај што ќе се почувствуваме сигурни, двајцата, каде што зрачиме дефинитивно, тогаш све се губи. И изглед, и филозофија, и идеологија, и раса, и кој што слушал, кој што гледал. Ова све што збориме е експериментирањето, додека се подготвиме. Затоа имаме врски, една успешна, една неуспешна. И тука ни настанува куршлусот, како да се понашаме. Бидејќи сме млади, незрели, некој созрева на 18, некој на 28. И тука е сега проблемот. Што ќе меше? Бидејќи кога ќе се случи кликот на љубовта, готово е. Shutdown. Ништо више не важи од овие муавети. Дали било виртуелно, дали било Facebook, дали било Twitter, дали YouTube, дали било класично у село сме се нашле на улица и така натаму. Љубовта е страшен клик. Луѓе ќе ви кажам дека покрај све ова што точно го детектирате, нели, дека исперверзируваат овие социјалниве мрежи, Да. филтриве, Инстаграм и така Е, натаму. така. Али кога ќе се случи кликот, готово све се За да се гаси. Тоа е деси кликот, нормално, мора да се љубов. видиме, бе, Ама Јанко. треба да се Да, видиш и е. мора да те привлече. Мора да се Нешто. видиме, Јанко. Ајде Значи, да... 30% Охуѓувањето е светски процес. Не е тоа кај Мора нас. да се видиме. Како ќе Значи, се знаеш како... Од една страна се гледаме многу повеќе, извините. Од една страна сите се гледаме на Facebook, ама на Facebook гледаме слика која е јаса. тоа сакам да Да, кажам. видиш, да. Ете, 30-40% од очекувањата ќе си ги смалиш пред Искривена да е искочиш. сликата, лажно се Ете, тоа е. представуваме на Тоа е. Facebook и во реалноста не е Тука се тоа тоа кое е што... големата самодоверба. Ја мислам дека многу девојки, зашто претежно да не Така? речем голем дел користат филтри и они се свесни дека не изгледаат така. Физичкиот изглед мора да привлече прво за да го Ехте. спознаеш тоа внатре. Меѓутоа пак правиме муавет дека не можеш да го запознаеш тоа внатре ако немаш добар физички изглед. Не зборам да си лепотан или лепотица, не зборам да бидеш ти најубавиот најчо. Значи мора да си барем некако
привлечен со нешто за да го добие некој тоа што, мислам да го спознае некој тоа што не може да се види на прв поглед. Значи, за да дојде до тој момент мора нешто да се направи. А не можеш ти со филтер на Инстаграм каде што тебе целата фаца ти е најнормална и целото тело изгледа вау и да Ама продаваш он е без нешто. филтер. Тоа сакам да кажам дека не Не, е јас- баш се така како што изгледа на социјалните Да. мрежи, оти има фини момци, ама треба да ги детектираш. Затоа го викнав во емисија да како видите ќе дека ги- и во живо е така. Па ето старата школа како ги да го детектираме жениме. фините момци. Во живо. На прва, бам бам, го гледа, тука е на лице место, е бам бам. Денеска на Инстаграм што е каталог. Чека овој не, овој да, овој не. Значи, овој вие да, сте овој не. против наоѓање жена и партнерка на Инстаграм и Фејсбук. Да. Да. Па жена сигурно. Значи не може да се најде на Инстаграм и на Фејсбук. Не, и жена на... не можеш да ја најдеш ако немаш физички контакт со нејзе. А Добро. дали ќе ја најдеш на Инстаграм, на оглас, тоа е небитно. Че ќе ја Дали најдеш? Дали ќе ме запознаеш ти со другарка па ја ќе се заљубам? Тоа е веќе рандом, не се Поентата е знае. дека принципот на пуштање, тоа ти што го кажа си е точен. Добро. Нема храброст. Храброста е спуштена. Да, нема храброст. Затоа што се оди по линија на помал отпор, зошто да ме гледаат другарките и околу неа. Као може ли писање на стори? Ама ја мислам дека поише храброст имаат девојките да му пишат на Инстаграм. Кажи како да стартуваат девојки на Инстаграм, тебе ти пишуваат поише. Признај. Да, откако ги видат сикспек. Овој пак се. Што не ми пишуваат мене? Зошто сум ја логовичен? Генерално, не Да ли- не ме гледа, да ме слуша. Бидејќи ја затоа зборам. Оти ако почнат да ме гледаат, ај тури го. Ти ја ошеметуеш и она вика, добро дај, што сакам да ти Добра, дам. ајде, ама најде теже. Па, Нели, како иначе? многу се похрабри девојките и Точно, повеќето точно, стартуваат, да, така? да, Е, како реагираш ти? Па зависи со која како. Докато има некој... Абе, чекај да го дослушам. Да, бе. Абе се смеам, реагирам позитивно. Дали треба да се развие, може ли од таквиот контакт да се развие врска, прашувам? Или пошто сега- премногу му пишуваат, ги става на блоки на син? Не, таква работа нема. Не ставаш на блоки на син никоја? Не. На сите им одговараш. Имаш врска сега? Дали си уврска? Па, Не си. не е официјална, да. Аха, Ти добро. се може. Добро, која девојка заслужува да биде ставена на блок или само на син? Тебе те прашувам. Која девојка за Која девојка или каква девојка? А ти размислувај у ваше време што беше блок и син. У старт Еу. нападна со уф, маче, леле, ау, ако ставиш стори со кај што си полугол на плажа, ме разбираш? Аха, Тоа треба да се таква стави тоа. на блок ради тоа што знаеш зашто е и знаеш како е. И мислам дека како девојка треба да се цени малце повеќе самата и да не дозволува да доаѓа до тој степен да пишува на мушко уф, маче, леле, каков си. Туку треба да пристапи со некој друг муабет и при тоа да пристапи со најнормален муабет, ако не Значи нешто ти друго. одговараш и на тие уф маче каков си. Стефане, Еве те прашам. и на тие му одговараш, он ги става на блок. Па може да ја одговорам, ама дали ќе има Знам. некоја понатамошна А комуникација, што не викаш, знам. знам? И како ја одговараш? Ти се кажи ми како ја Па одговараш. не, ми немаат пишано како на таска, морам да признам. Ти си поголем фраер. Заклучив. Вика, порано имала работите текст, шмекање, па муабет, па ја држиш за рака, па ја бакнуваш и твоја е. Сега генерално и да си ја бакнал и да не си ја бакнал, идеш. Значи, можеш да бидеш смен во фаза на мување, па сме во некоја комбинација, па е пријател со бенефиции, па таман мисли девојката има дечко, ти не он дечко не е муабетот. запознаен. Дека има дечко. Да. Реално. Значи она мисли готово сме се фатиле, Он не знае. он не знае. А вална му е. Многу му е лесно. Многу му е лесно. Значи такви се денешниве фази, така? Значи Најверојатно. девојките не знаат на што се. Не знам, ја едев у Макдоналдс и частев италијански тост со помфрит и кола и тоа ми беше дейтот на мене. Уште Макдоналдс на рекорд постоеше кога сум идел на дейт последен Добро, пат. и ја тогаш. бацуваш и Мислам, твоја е. последен пат, она кој у тие тинеџерски години кога идев на дейт. Моје време немаше Макдоналдс. Не овде, нигде. Ама имаше тишко стоилко. Ама со кромидо тоа бе. Барем оваа плескавицава не мирисаше од Види, Макдоналдс. скупо беше ја у тоа време, татко ми го сме го заобиколуеле да не го гледам тишко стоилко, кидевме нека стадион, така да немам Добро. појма со кроми до тоа. И имаше ти И боја. мораш да купиш и на незе, затоа што ти ако си гладен и јадеш, тоа кромидом корнеше. Вака и незе Се неутрализира. Ке се се осеќате, неутрализирате. ке си се осеќате, јасно, јасно, јасно. Ти имаше една, мислам дека имаше еден стендап диалог или монолог за тоа како се пушта на Инста. Да, Дечко. имав едно видео, многу јако удри тоа Кажи на како беше на тоа? Facebook. Можеш уживо да ми го тоа беше испрезентираш? Не, ми се изреволтира. Тоа беше дешавка дента, мене ми се деси со еден другарка што ми покажа
дека разговара со 10 девојки паралелно. И- Стефан. А? Стефан да не се вика Стефан другар. се вика. Да, добро. Ама не, стварно Стефан се. Добро да знаеш. До името е, брат. Ема, да. И као, До името. и ми вика као брат, ти пишав нова пред една недела, па сега они праќа слики, па она му праќа слики, па они ги лајкуе сликите, па она му ги лајкуе сликите, па и става срце на сторито, па викам брат, недела дена чекаш да ти удри корпа. Не разбирам, брат. И у наше време беше, значи, корпа те добиваш за 35 секунди. Идеш на кај незе, викаш здраво, она превртuje очи, си одиш и си удрил корп, мислам ти удрила корпа, И не се разбираш? смееш со другарите. Толку е. Кажуваш, се У 35 секунди. Значи он почна да се поти, значи не ги знаел тие фази, значи. А мене, знаеш што Чека да е му јако? удрат корпа. Мене ме Не си праќа бе у толку диско. стар, ова е исто мое време го пише. Па диско. Мене се беше кај мене јако тоа со на Јанко да ја потврдам теоријата. Имавме тројца, четворица другари бевме и нели ја глумац, нели глумац. Добро. И мене стално ме праќа глумац, ти си најслободен. Знаеш како беше? Они тројца седат тука, стоиме тука на шанкот, они се таму и ми ка брат, иди прашај онаа за мене. Тоа беше најглупото нешто што може да се деси, а се дешаваше нонстоп. Прашај онаа за мене. И сега јас Идеш знаеш, ти? и идам ја, ме Ма не познава. оке него, ова беше најредовна појава. Реално, Каде? Ајде, ама иди. реално многу глупо, али симпатично. И сега идеш ти тамо и сега, нели, ме познаваат наше мало, небитно ово. И ја викам здраво, добро. Ице, добро, Боја, небитно, окей. А викам, слушај сега, другар ми, ти многу му се свиѓаш на другар ми. А он као на глупи поглуп филмот на Шанкот, разбираш? Така? Као он не ја гледа незе, разбираш? Он демек е спонтано муабет со другарите, ти текнуе. Ваков. Викам, сега викам, он е малце глуп, нели гледаш дека е малце глуп. Али викам, затоа јас сум окей, викам и сум коректен дечко, така да ако ти се свиѓам, може викам да се муваме. Па ја им правев цело време, кога и да ме прате, ја ќарував. И секогаш викам, брат, како ти успева тоа, бе, брат? Како ти ја? А он беше, реално сите беа бољи од мене, вака како Стефан беа лепотани. Која вака сега ми покажеш како се глуми, значи генерално имам И читам она една тука книга. се смее, И? тука е муабетот. Рече ка, гледа, стварно, ја се смеем. Тоа е тоа, хуморот никогаш нема да излезе од мода. Значи, генерално има книги во однос на тоа. Ама сме пристапувале, немаше Зашто тоа. викаш хумор никад? Хумор никад нема да умре од Да. Мислам, нема да Како излезе средство за просто освојување на девојките. Или ако Ја ти се прави насмееш ли? паметна да ја спуштиш. Ја насмееш ли? Ја насмееш ли, Реално. пола е твоја. Пола е твоја, реално. И пази кој ти ја смее девојката, исто и тоа е многу битно. Да. Да. Дали сте раскинале некогаш на девојка по телефон? Со порака. О, не. Добро. Не. Ако сега ви дадам задача да раскинете по телефон, значи како би гласала пораката? Имате време да размислите. Ако Не е до сакате и тебе, до напишете. А? Не е до тебе, до мене. Не знам, ако сакате и напишете, значи имате неколку секунди, напишете и сакам да ми прочитате како би гласила пораката со која што вие ќе ја раскинете на девојка. 3, 4 и размислете си. Ајде, не може Јанко прв. Тебе те прашам. Скрос одличен седи. Нема. Ќе си го прашам прво Стефан. Стефан, како би раскинал ти на девојка со порак? Што ќе направиш? Не би раскинал по порак. Не би раскинал, Не. зошто? Зашто секогаш во живо е друг контакт. Енергијата е друга. Добро, Таско ти, не сум за Јави ми се итно е. Бојан, како ти? Сега, нели мора да кажеме по... Па мора да кажеме. Да. Јави ми се итно е. Добро. Оф, не можам да ја раскинам по порака, али ако треба да ја ако мораме, ако е правилото да Добро. морам да ја напишам, Што ќе напишеш? па веројатно ќе биде некој реферат у кој што главната поента ќе биде дека ова меѓу нас не функционира и дека секој заслужува да биде среќен. Добро, ја утеш. Еве, нека. Јанко ти? Што ме гледаш? И она Ајде да... кажи каква порака ти би напишал за да раскинеш по телефон? На Јас фиксен? сум геј. Добро, на дечко ти како Од ќе му вчера. раскинеш? Јас сум геј. Ајде! Бев на брод најдов црвен. Абе, не сте Ај нормални, сега да па! те видам. Ајде Ај сега да те Оди мери се со Дојди црвен. со чадорот и мафта и сега да те видам. Шарбирај ме. Добро? Добар. Ајде. Ова ти е добро и за стендап. Ќе ја раскинеш по порака или нема да ја раскинеш по порака? Не. Зошто? Затоа што никогаш ја нема да раскинам некој. Добро, дајте да се вратиме на карактеристиките на девојки кои што вас ви одговараат. Генерално се машки. Која машка карактеристика вас би ви годело да ја поседува жената?
Да знае да цепи дрва, да ракува со бормашина, да знае да поправи казанче од шолја, да смени гума или да може да дигне плакар. Ги имате напишано. Ајде, кажи ми ти по редослед или бираш една? Јас сум прв. Ти си прв. Па, Хуморот е кај тебе. жена ми од Ѓорче, така да она веќе цепи дрва таму, они се греат на дрва. Да, она ги цепи дрва, ги цепеше дрвата кога живееше со незините, она беше таа. Ова со казанчето јас се снаоѓам, плакарот ќе викнеме двајца батки, не е страшно, а да смени гума ќе ми заврши работа. Реално си правиме муавет. Мене исто. Значи, Да. жити мене искочи, иди со гумава, види, ја пијам кафе у Каршију на бензинската, види таму што се Замисли бе деша. сабота, Реално. гледаш премиер лига дома, има утакмица, јака пиво пиеш искочене, негде се дупна гума, треба да го оставам утакмицата, да идам да ме. А иначе треба да ставиш тука и да знае да паркира, едно, знаеш. Да, и да знае паркира. Тоа е Браво. битно. Значи све ќе направам, само гума да не треба да пошто менјам у сабота на по четврти плажа. спат Па да без си ги лига. научите, бе? Браво. Научи си ја? Не знае. Знае, ти се погоди. вас вечерба. Добро. Свака вечер. Ама бе, Браво. Гледаш ли? Абе ти кажав ја дека на крај ќе закупиш Снеже, дека ти го да видиш знае да живота. паркира. Живееш на четврти спрат горе. Она доаѓа со колата и вика: "Жити мене си не се да паркира." И ја искачаш, ти навро ја пцуеш. Знаеш што е љубов? Тоа е љубов. Искачаш и ја пцуеш по скали. Може да пцујам? Не може. Добро, окей. Ја пцуеш по скали, стигаш и викаш: "Злато, нема проблем, па за тебе ќе ја препаркирам колата, нема проблем." Влагаш у кола, она иде нагоре по скали, пошто детето е само. Иде нагоре по скали, ти у кола пак ја пцуеш, па нема да тоа. И ти ја влагаш и ја пцуеш. Беми, онлайн, се качуваш нагоре и викаш: "Да не сакаш кафе?" Тоа е љубов. Значи преднесе си кафе и злато, иначе вакво да. Тоа е права љубов. Добро, твојата да знае да смени гума, тоа ти е Тоа ми најбитно. треба, тоа ми треба. Да. Гумата. Океј, твојата што да знае да направи? Да цепи дрва, да ракува со бормашина, казанчето, гумата или Па може казанче да знае да поправи. Новија казанче е некако многу лесно се расипуваат. До сега на 3-4 пати ми се има расипано. Добро. Јанко, твојата? Што сакаш да ме прашаш ти за мојата? Па Ти ја прашувам знаеш што знае мојата. да прави. Јас мислам дека све од ова може да направи. Мене ми изгледа како многу способна жена. Жена ми има 3 деца и ме има мене. Изгледа како тебе и ја поголем комплимент и ароганција не можам да имам од ова. Готово. Дај му пак аплауз тамо, режисерот. Поголем комплимент не можам да имам. Дали е со кој па ја чутам и викам да не се свести, еве трета деценија сме заедно. Вика не се свести, уште малце ќе издржиме. Супер ми е. На бајачка имаш идено ти, да не се свести она. На бајачка имаш идено. Убаво, фино прашав ја на почетокот сте прибегнале ли кон магија, си ја кажа магијата. Со овој представало дека Реално, нешто правел, брат. Так. Имаш еден у Мирковците. Аха. Има кај жената бе, некоја сака изглед, некоја сака хумор, некоја сака содржина, некоја сака за фраканција. И тоа е баш интересното во цел. Сите ние какви да сме, ќе најдеме некоја жена со која до крај на животот ќе уживаме и ќе дадеме плодови и тоа ќе биде тоа. Сега, ја дали ќе имам 2-3 жени, а он ќе има 200 и 300, тоа е разликата што ќе биде. И сега кој како ќе си помине, се ќе викаш, аха, он многу поубави и подобри жени. Знаеш, кога ќе влезеш после у бракот, кога ќе дојдат децата, кога љубовта и еросот ќе станат нешто друго, кога ќе го видиш она дете, кога оној човек ти е покрај тебе и у добро и у зло, бледеат сите оние, знаеш, тинејџерски работи, знаеш, тогаш љубовта добива нови димензии. И ти си у брак со децении, знаеш, сте изградиле, деца сте изградиле, роднини, пријатели. Тоа е тоа. Барам еден джингл и ќе одиме со заклучоци. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, дојдовме до крајот. Сега на крајот ќе донесеме заклучоци во однос на тоа кое време било подобро, старото или новото, ама вас ќе ве прашам, момци, што вие би сакале да имате од тоа старото време или што мислите дека им фали на денешниве момци или девојки да го имаат од тоа старото време? Ајде, Стефан, што ти би сакал? Па ја искрено повеќе дружење би сакал тоа. Реално дружење, не виртуелно на телефон. Ке го избришеш Инстаграм Повеќе профилот? искрени пријателства. Ке го избришеш Инстаграм профилот? Тоа дефинитивно не. Тоа е бизнис. Да. Али зависи како ќе го користиш. Можеш да го користиш и на лош начин, а можеш да го користиш и на добар начин. Се еден пример ќе кажам само на кратко Ајде. за Стефан Именјакот Николовски што е актерот.
што организираше хуманитарен настан преку Инстаграм и што собра преку 20.000 евра во Велес што го организираше само преку Инстаграм и преку социјални мрежи. Така да можеш да одбереш начин како сакаш да го користиш интернет. Добро, окей. Таско? Ајде. Што знам, ја би ја трампал што знам музиката од тоа време за музика со од денешно време. Вака еден свап би им направил. Некако многу ми се свиѓа постарата музика него ли денешна. Као многу поквалитетна и била покултурна и све, за разлика од тоа што ние го правиме, мислам генерално јас правам некоја си музика која што е вулгарна и некако неетичка да речам, меѓутоа така наложува бранот индустријата. А тогаш не било, тогаш се сведувало на джентлменизам и сличка. Така да, би ја сменил само музиката со тоа време и ова време. Добро. Бојан, ти? Музиката, другарството и искреноста би ги појачал малце. Добро, работете на тоа. Мислам дека во тоа време, бидејќи фатев и ја малце од тоа време, кога беше малце поголемо другарство, боле музика, македонската музика би ја вратила на ретро музика што беше од времето на не знам, од Ребека и Ерзана и компанија од тоа време. Да, тише 103 комбинација, добро, тоа беше друга музика од 103, ама значи тие три работи. Јанко, на крајов да заклучиме ќе ги биде децава, нели? Новите генерации, новиве момци се подобри од што ние, јас, моја генерација на нивни години. Имаат подобри примери, иако социјалните мрежи ги вулгаризираме, имало ова, имало она, 300 девијации ги кажавте. Но вадат заклучоци и донесуваат правилен заклучок. Ние лутавме, скитавме, многу долго време ни требаше. И они се подобри луѓе од што јас на нивни години. Така да, мене ми е задоволство да ги слушам, да ги гледам, поише ќе научам од нив од што они ќе научат од мене. Добро. Па јас мислам дека имавме одличен крај на емисијава. Ви благодарам уште еднаш затоа што бевте одлични гости и имате подароци, значи таму се Меркур. Еве, повели. Кога ќе се емитува ова? На 2 февруари? Баш на 2 февруари. Имате кенди за витамини. Да. Гледате за готвење, дечково како готви, гледаш ли, што се. Значи имате паста за чистење, која што чисти се. Баш се, и да патики. видите. Патики не. Значи овде имаме една крема, тоа е терапевтска крема за намалено либидо, значи ќе ги добиете. Да, и овие слоганот на Хајпер. Ја поклањам таа. Слоганот на Хајпермен е не се спушта, чисто да знаете. Овде имам и крема за масажа, односно Требаше да го кажеш пред да... Имаш гаранција? Гарантираш? гарантирам, повели. Јанко? Еве тебе ти да. Дај ми пера, Јанко. Ја да ви дам мој екстракт, ќе трчате на една нога сите, да знаете. Јанко, те начекав. Исто така имате балсам, значи доколку имате истегнување на мускулите или некакви болки во мускулите, тоа тебе ќе ти го дадам, Стефан, значи ќе добиете. И вие ќе добиете да не се секирате. На крајот да ви кажам да го купите и најновиот број на Убавина и здравје. Гледајте на YouTube, следите на социјалните мрежи. Момци, ви благодарам и дури без жени имавме фантастична емисија. Затоа Фала ти на поканата.